Иако трансфер пазарот во македонскиот фудбал е отворен пред нешто околу 2 недели, и натаму второлигашите не се активни со официјални промоции на нови играчи. Само дебютантот Камјани представи неколку засилувања, најзвучни се Арсим Ламалари и Лјупчо Трпески. Останатите екипи натаму пасивни, без промоција на нови засилувања. Дел од екипите не го имаат решено и натаму тренерското прашање. Ниту пак се закажени летните подготовки, ниту пак се знае со кои ќе се игра пријателски надпревари, а новата сезона ќе стартува на 15 август. Со оглед на тоа што е закажан стартот на новата сезона, се очекува второлигашите да ги започнат подготовките барем на околу 40 на дена претходно, со цел да има доволно време да ја подигнат формата на потребното ниво и да одиграат неколку пријателски надпревари за проверка на формата. Ланските прволигаши можеби ќе имаат улогата на фаворити за експресно враќање во елитата, барем на хартија, но тука како голем фаворит може да се покажи Камјани кој ќе бара висок пласман, а кој засега представи неколку квалитетни засилувања, а се очекува уште неколку исто така засилувања со голем квалитет. Со оглед на тоа што првите две екипи директно ќе влегуваат во првата македонска фудбалска лига, а третиот ќе игра бараш против осмиот од елитата, тука веќе се отвара простор екипите посериозно да пристапат во градењето на ростерите, бидејќи ќе имаат полесна можност за влез во елитата во однос на ланската сезона, кога само првиот имаше директен влез од втора во прва лига, а вториот и третиот од второлигашката конкуренција мора преку баражот до место во елитата, а тоа им успеа и на Скопје и на Шкендија Арачиново.